Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во Гласот на народот. Вообичаено ова е неделна доза на ова интерактивна трибина, за која ќе говориме за актуелните теми и случувања во државата. Имајќи факт дека Македонија се повеќе и повеќе оди напред со своите стратегии кои дефинитивно ги постави како фундамента во создавањето на политичкиот амбиент или владата. Од која причина? Од едноставна причина, бидејќи поутрото денот се познава. Тоа значи дека во државата, како политички субјект, доаѓаш со зацртена цел и агенда. А тоа агенда значи програма која треба да се ефектуира за волјата на вистината и за доброто на народот. Што тоа значи? Со што стартуваш? Дали стартуваш со задачи кои треба да ги имплементираш по дефиниција и по налог на тој што те донесе на политичката сцена, ова правам ретро, за тие што дојда како структурирана, насадена, хибридна политичка профилација и има заедничка цел, а тоа како да се смени името на Република Македонија. Тука е голема диаметрална спротивност. Од друга ситуација доаѓаш на политичката сцена со финанска поддршка, како сакаме да наречеме, сепак никој не може од својот џеб да дојде да изнесе пари. Со странски, со еден заем, кој сепак тој заем треба да влезе во функција за доброто и решавањето на проблемите на граѓанството, имајќи факт по 21. век, што некој милува, 3 децени веќе од 21. век, се уште нашиот народец нема инфраструктурни инсталации, како да речам, се уште се она време, да речем што камено дово, да не претерам, али со септички јами, без канализација, без одвод, без довод. Но каде отидоа парите? Отидоа парите таму кај што никош не можете да помислите дека вие ќе дојдете. Дали во Саудиска Арабија, дали во Дубај, да во Њујоршка банка, Циришка банка, дали на Кипар, дали во Маурицијус, и да не ги редам, почитувани. Јас повеќе пати милувам да кажам, ова е мојот дел на коментарот, моите 5 минути, пред да почнам официјалниот дел, велам, дајте луѓе, вратете ги парите. Имајте милост. 32 милиарди буџетски средства евра се потрошени од претходната власт. Јавно мислење, експертско мислење. 32 милиарди би се могло. Па Бога му за 2 милиона народ, ајде да не делам више математика, тоа боли глава. Не видовме милиметарот од патишта, не видовме тој фамозниот, да речем, клинички центар, кој навистина ни е априори битен и за кој навистина се залагам и навистина упатам порака до господинот Мицковски во рамките на овој да речем, прва транша од зацртаната што му се спомнува. Не е тоа милиардата на Циле, милиардата на ова власт која, еве да речем, 500 милиона дојда. Меѓутоа, ќе има фидбек, добробит за македонскиот народ, што не е пример, што рековме, за претходните. Но како и да е, од претходните кои сега плачат и кукат, зошто не се во власт и одат, барат поддршка кај своите пријатели во диаспора. Се стана збор за господинот Али Ахмети, кој видовме дека и натаму плачковци се плачковци. Аве, биди стоик, што дека биди цврс во смисла на зборот, покажи дека си политичар со педигреве. Меѓутоа, кога ќе запееш со читилијата, со тие работи, веќе се губи авторитетот на еден политичар. Држи се цврсто и не прави бурлески и гротесни од тебе. Тоа е совет, чисто бидејќи реков дека сме генерацијски исти. Јас не го поминав патот како Али Ахмети, јас сосема спротивна ситуација, си ја бранев и ја брана мојата Македонија
и помилувам и посакувам сите кои се родени тука, се регистрирани во Република Македонија, и во нивните изводи на родени стои Република Македонија, не стои Абисинија, не стои Етиопија, и да не ги редам, или Антарктик, или да речем Гренланд, стои Македонија. Почитувате ја, сакајте ја, како ваша татковина. Лесно е да плукате по Македонија, меѓутоа најтешко е да се слушнат лоши зборови. Но еве, тоа нека биде мојот воведен збор, а по джинглот ќе замолим режијата. Вечерва ќе ве поздравам повторно од моите соработници, Кристина Томич, мојот главен продуцент, Ивана Лесовска и Јогнен Димовски. Останете со нас, по джинглот се враќам у студијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, работниот наслов на вечерашната тема е кој уште му верува на Али, може би диаспората. Ќе ја третирам со вашиот најмил, најдраг соговорник, а мој секојаш гостин, тоа е доктор по политички науки аналитичар Љусин Фаризи. Добро вечер и добро дојде. Добро најдов. Еве, дадов еден вовед за се тоа што значи Орко по утрото денот се познава. Видовме што ни се случија пред 7 години, видовме колку пари се изнесени од државата, видовме дека немаме евидентни резултати, немаме дела. Да бидам искрен, народна забелешка зло дела имаме по многу основи, а најголемото е тоа што се смени нешто што не се купува. Тоа беше името на државата. Кешки да беше нешто да биде еден тој модус да Македонија ги започна преговорите со Европска унија, че беше, ајде речете, во една ситуација, еве, една мала компензација, меѓутоа не се компензира нешто што не се купува со пари, ниту се продава. Во друга ситуација, партнерот на Зоран Заев и Ковачевски, кој секојаш велеше како ќе работите, како и до сега, секојаш сигурен. Меѓутоа, сигурноста му се изгуби. Ја побара сигурноста кај своите браќа, пријатели во Женева ли, Цири, кај беше. И од друга страна беше прашањето кој уште му верува на Али. Дали му верува диаспората? Прво да ви се заблагодарам за вашата покана, да ги поздраваме и гледачите. Сегаш ми е чест да бидам дел од вашата емисија. Задоволен. Правите солидни добри теми. Се надевам дека и гледачите се задоволни. Со внимание те слушав и те следев нормално бидејќи сум до вас за вашиот вовед. Ние сме носталгични од тоа што поминало во последните 7 години од минатата власт, што една за сегаш заминува, но поединци се обидуваат повторно да се вратат у власт под секоја цена, бидејќи ја третирале државата на 22 години како да име приватен имот, исто така институциите, и се изливеале буквално во тие институции, злоупотребајќи за лични и тесни интереси. Ние сега треба да се прилагодиме во новата ситуација во државата. Ние обратното сега се случува во 3-4 месеци, бидејќи ние бевме навигнати во минатото, секој ден да слушаме скандали, по една, по двајца крадење на тендери, местење, лотарија, мотарија, значи, и дури и станевме имуни на тоа секој ден, да се случеше некоја нова инвестиција мала, ние дури бевме изненадени, бидејќи во континуитет слушавме само црни вести. Така што, во овие 3-4 месеци од кога е составена новата власт, ние секој ден речиси по 2-3 пати премиерот и другите министри во влада промовираат по еден проект заедно со градоначалниците, така што приливот на парите на 500 милиони евра инвестиции од унгарскиот кредит, 250 милиони за општините, 250 милиони за бизнисите по ефтина каматна ставка, тоа е голем економски бум во државата. Секако дека ние не може да ги промени одеднаш, односно работите не може да се променат одеднаш, бидејќи
500 милиони на 30 милиарди евра, колку има 32 милиарди буџет што ги имале претходната власт, се не може да се распореди, бидејќи огромна е разликата на тоа, но сепак државата почнува да иде во нормалата. Гледаме дека институциите се мачи, самата влада се мачи во почетокот во смисла дека многу полека го поставува власта во сите институции, но јас ви тврдам и гарантирам дека тоа се прави намерно, се со цел да имаме мирен трансфер на институциите и да се постават луѓе кои ќе направат рентген, односно ревизија на тие институции, бидејќи во секоја институција, дали биле двајца вработени, директорот сам со еден вработен или бил некоја поголема институција или министерство, сегде се направи пустош. Така што нам ќе ни треба бајге време да се рекуперираме. Јас секогаш кога го кажам, замислете, ние ти да возиш на автопат на обратната страна на 120, нормално е дека ти требат многу години да се вратиш барем на тоа стартот што си ги имал пред 7 години. Така што нам да не ги разочараваме ние нашите граѓани, но нашите граѓани треба да бидат свесни за тоа што се случи во минатото. Ние сме сгрешиле, да, како сите, како воопшто, како граѓани, бидејќи им дававме можност на нив да стојат долго во власта, бидејќи 7 години не се малце. Едно дете да се роди упрва ќе почнува да оди, така што бајги се 7 години, така што ние треба да дочекуваме барем еден мандат на ова влада, за да може да се прикажуваат резултати. Иако во одредени ситуации, односно полиња, тотално се смени работа. Ако се сеќавате во минатата власт, кога пензионерите, најранливата категорија, најпочитуваната категорија според мене во општеството, бидејќи тие треба да ги изживеат тие пензионерски денови достоинствено, кои ги заслужиле. И да, бидејќи цел век тој работи за тие градиле, изградиле државата. И наместо да бидат со внуците, правнуците, па тука да може да живеат достоинствено, со минимална пензија, тие не може на крај да врзат, па камо да им овозможуваат на тие внуци, правнуци да им пружат нешто повеќе. Така што во тоа време тие 5000 кога ги бараа пензионери за покачување, тие ниту сака да слушна за тоа покачување, бидејќи во тоа време се го каже дека нема пари. Новата власт, односно владата предводена во ВМРО да помине, заедно со Влен и со Знам, успеа 2500 дана да ги покачат ова година, 2500 следната година. Проектите исто, значи 250 милиони во општините и во стопанството, дополнително покачувањето на платите на здравствени работници 10 плюс 5%, на образованите, односно просветните работници, тоа е и најавата за полицијата. Така што јас мислам дека ова е голем успех за во почеток. Ова е економскиот дел што ни дава и социјалниот дел, па и другите делови инвестициите што се случат по општините, ни дава многу голема надежда дека тука ќе биде на подобро, односно ќе биде добро. А во врска со Ахмети, кој ми ја поставите прашањето, дали тој дали е време за плачење и се плаче во странство, како да кажам, време за плачење. Знаете што, јас во една емисија тука кај вас имам направено една дистинкција разлика помеѓу диаспората, албанската диаспора тука во Македонија, албанската диаспора и диаспората во Косово. Секогаш кажувам дека диаспората во Македонија секогаш била поврзана со Али Ахмети. И бидејќи најголемите гласови Ахмети ги има исцрпено буквално од диаспората. Диаспората да биле многу посилна и остроена во смисла на опозицијата, Ахмети одамна ќе го снемаше од политичката карта, мапа во државата. Немаше да биде 22 години. Знаете зашто? Мислам дека албанската диаспора од Македонија, еден голем дел од нив се буквално нивни клиентелисти. Знаете зашто? Бидејќи тие кога
пример, диаспората во Косово Албанија многу разликува. Тие се поврзани со народот, со просперитетот на државата, а еден дел од албанската диаспора кај нас беа поврзани со клиентелизмот. Значи, замислете да дојдеш да гласаш од диаспора за да ти дава 100 евра или еден ручек зашто си дошол од Германија или во друго место. Така што Ахмети се плаши да не ја губи и тие клиентелисти што ги има во странство. Бидејќи клиентелисти исти се, дали се во институциите кај нас од државата, дали се надвор од државата во диаспората, клиентелистите се исти. Пример, клиентелистите, пошто јас многу добро ги знам како функционираат, еден дел од нив, пример, сакат тука да дојде, или во минатото кога дуи ги имал институциите, првото, тие работеле во државни институции кај нас, биле на платен список, а работеле во меѓувреме во Германија или Швајцарија, во странство. Дури ги средиле документите тамо, па дошле тука дополнително земеле платата од тие гастарбајтерите што седа дома и земеа плата. Првото, второто. Второто, во сите институции ДУИ имал по социјални центри, нивни луѓе, тие работеле во странство, а земеле детски додаток тука кај нас. Или па и социјално земеле исто. Или туѓанега, а тој си живел надвор од држава, бидејќи ги имал клиентелистите, односно административците, кои потпишале на нивно име. Исто така порано нели беа биро за вработување треба да се пријаваш, тие се пријавува додека тие истите работе во странство. Кога ќе дојдат надвор, тука некој да ги пречека во граничен премин со државна кола за да го шета до дома, да почесниот граѓанин на државата или како да е функционер на државата. Петото, ако некој правил кривично дело во меѓувреме тука кај нас, за да пошто клиенти ги имале и судиите, и обвинителите, а исто така и полицајците, тука нормално. Другото, гастарбајтерот од Германија да дојде тука да му даде колата на неговиот син, 15-16 години, тој да се шета низ градот и кога ќе го запре полицијата, да му се јави на телефон, демек неговиот син, знаеш, се шета со кола низ Скопје. Другиот, кога ќе дојде тука на свадба, да пука со пиштол. И некој да не му дојде, да му чука дом, односно да го праша од каде ти е пиштол. Значи, вакви клиентелисти дуи ги имало странство. И сега отишол тој стран, буквално тие да ги бидејќи честните, пошто и во диаспората има такви клиентелисти. Честните луѓе кои живеат во диаспората, кои вистински сакат да напредува државата и сите граѓани во државата, тој не може да ги контролира. Тој ги контролира тие. Или па имаат клиентелисти што порано дошле гласа за него за пари. Оплатил автобус, тој никогаш не може да дојде тука, пошто исто така социјален случај во Германија или во друга било која држава. Социјална помош да бива. Тој му плаќал автобуса за да гласа за него и да се врати. Значи, огромна е разликата помеѓу албанската диаспора кај нас и во Косово. А во Косово, пример, сосема е друга и во Албанија сосема е друга. Така што, Ахмети кога гледа дека потонува тука, пошто бидејќи тој ги следи неговите редови, нели, ќе правеше тој митинзи, па ќе се видеше со граѓаните. Отиде, ги виде сите, го примети колку луѓе имаше, никој не го примети, никој е сапира дури на терен и тој гледа дека и сваќа дека секој ден му се намалува не членовите, клиентелистите му бегат. И сега тој сака да го види и да го мери и во странство ако може да земе некоја дополнителна доза на луѓе што он може да ги прави после тие есапи докаде може. Но мислам дека неговиот есап, односно калкулација, ќе му следи до следните локални избори, после локалните избори тој ќе се замине вечно од политиката. Се повикам на изјавата на господинот Алвин Курти, кој го демонтира за и околу законот за јазиците, во кој исто Али Ахмети вели без албанците не мигни на Македонија. Се за мене е пренагласена таква изјава која не пие вода. Кој е твојот коментар за се ова, да речеме Курти што му возврати на еден начин дека спротивен од ставот на Ахмети, дека албанците се десеткувани, дека се девалвирани, дека немаат права, дека законот за јазиците е тој што не сме уставниот суд да донесе таков закон, бидејќи се создаде дестабилизација на државата. Кај него секој втор збор е дестабилизација. Право Курти каже, Азарбин Курти. Дали очекуваш поддршка од Курти? Ти кажам, сакам да се надоврзам директно со ово, за да сватат и граѓаните
која е огромната разлика помеѓу Курти и лидерите тука кај нас. Курти е, според мене, еден од најчистите политичари тука во Балканот, кој лично него никако да има ниту една афера за корупција. Второто е тоа што е легалист. Тој секогаш ги почитува одлуките на Уставниот суд. Истото го има направено во Косово, кога Уставниот суд одлучи против него да се собере неговата власт од 2021 година. Исто така, тој ги почитува и другите уставни, односно судови, уставни судови се извинам, така што тој реално е некој легалист. Кога во 2020, ако се сеќаваме, имаше избори тука кај нас, парламентарни, нели тогаш се собера албанските опозиционери политички партии и тој им даде секогаш поддршка, бидејќи тој реално секогаш е против Али Ахмети и неговата политика, пошто иста политика го има и во Косово до 2021 година, додека тој ги собре сам од власта нив. Кога имал една неформална средба со овие што тогаш се боря против Ахмети во 2020, нели алтернатива, алијанса. Да. И тогаш за прв пат Курти се сретнува, мислам дека во Охрид биле тогаш, се сретнува со Ахмети и после тоа еден од тогашните албански опозиционери, лидери, сега се со нега во Европскиот фронт, му кажал: зарем мој другар, не ти е срамота овој човек што не може два зборови да ги врзе да може да те победи на изборите. Овој каже: јас него ја сапирам да е мој кандидат против кандидат во Косово. Значи, толку е голема разликата помеѓу него и Ахмети, така што јас мислам дека Курти дури воопшто не го е сапира Ахмети, како мислам дека тој мисли дека Ахмети е подпросечен политичар. Но кај нас 22 години, благодарејќи и на други фактори, тука мора да признавам дека и македонската страна правеше голема грешка, особено во последните 7 години, кој има возможи се на Ахмети само со цел да станат дел од власта, тука вклучувајќи, значи, ми е целта кај СДСМ. Така се променени овие ситуации. Сега Ахмети не може да се мери со Курти, но Курти една за секогаш го докрајчи политиката и демагогијата која прави заедно со тројца-четворица кој ги има Ахмети до него, бидејќи тие упорно кажува дека има закон за употреба на албанскиот јазик, а реално кај нас нема таков лекс специјалис, одnosno специјален закон за употреба на албанскиот јазик, туку има закон за употреба на јазиците, за сите јазици кои се во држава, и реално така треба да биде. Значи не треба да делиме, пошто ако правиме ние така поделба на закони, тогаш не знам кај ќе биде крајот на државата. Така што мислам дека овој беше студен туш за Ахмети и мислам дека го докрајчи политички него со неговите лаги и мислам дека неговото објаснување околу законите, пошто тој некои 20 минути го образложише употреба на албанскиот јазик тука. Многу добро го образложи и кажува дека реално тие одредби кои треба да се дебатират во Уставниот суд, кои може да се укинуваат во багнотите, во употреба во судовите и во униформите, каже никогаш тој не се применил тие одреди на законот, така што и да се укинува тоа не е многу значено. Дали е прочитана книга Али Ахмети? Ахмети? Кај изборме веќе диаспората, со оглед дека тој одеше и за време на конфликтот, собираше пари од диаспората за војната Македонија. Да, ма тие пари каде завршија? Тие завршија во џебовите на бившите команданти, така што тие, знаеш што, тој од Швајцарија, тие се имат и семејство на пространство, и тие клиентелистите може, но
но реалната диаспора, албанската вистинската диаспора, тој никогаш нема да го има зад себе, бидејќи 22 години никогаш тој не се заинтересирал, ниту па им тропал некогаш на врата, барем да иде да ги гледат во кои услови и како напредуваат тие надвор од нашата држава. Тој сакаше да го имитира Еди Рама, се сеќаваш кога Еди Рама да заминал во Атина, знаеме дека во Грција само во Алмонија тој дел има околу 1.000.000 албанци. Јас бев 2000 година бев гости на грчката влада, бев 10 дена, имав доста јаки интервјуа со високиот политички амбиент во владата на Џорџ Папандреу. И така да видов дека има доста со секој почит и конни дека се луѓе кои работат во Грција, даваат свој труд. Но Еди Рама заминал во Атина и ги собрал албанците во Грција, Али Ахмети дали сакаше да окупира, што истиот Еди Рама му сврте грб, сака да добие 4ти мандат, не сака да игра со оган. Со оглед дека му значи ова регионална соработка, ја почитува американската политика, која е наклонита нова влада во секој случај, особено новата. Дали Ахмети дефинитивно добил шут карта и од Еди Рама, ако можам речем? Сега за сега не може да се покажува така дека бидејќи Ахмети тој копи-пейст што го направи единствениот другар што му стана во регионот, реално веќе знаеш што, имаше, јас сум го кажал и пред изборите, голема ќе биде битката помеѓу Тирана и Приштина, кој ќе победи во Скопје. Бидејќи битката кај албанците кои живеат во регионот, во другите држави надвор од Албанија и во Косово, е направена на тој начин што кој ќе биде кој ќе ги контролира другите албанци, тој ќе биде лидер кај американците, кај европејанците, што реално е така. Така што битката помеѓу Курти и Еди Рама надвор од просториите во Косово и Албанија ги има добиено Албин Курти, бидејќи тој во Црна Гора веќе се во власт луѓето што ги подрураше Курти, исто така и во Србија истите луѓе, и тука кај нас со Влен. Така што Рама веќе ја губи контролата на албанците надвор од неговата држава, односно Албанија. Така што битката ќе биде тука. Еди Рама им требаат партнери и кај нас, и мислам дека друг партнер освен Ахмети моментално тој нема. Да. Така што нема толку лесно да се раздели. И ако правиме анализа во минатото, памтете дека во 2017 кога го спаси Ахмети со тиранската платформа, токму Еди Рама го спасеше, бидејќи на Еди Рама не му интересира албанците од Македонија, туку му интересираше директно да го имат чинителот Али Ахмети тука. Така што мислам дека сега ги губил сите другари за да му бидат во власт во регионот и останал сосема сам, и битката ќе прави. Но проблемот во Албанија што таму веќе односно нема сериозна опозиција која може да му се спостави реално од овие поголемите политички партии. Иначе малите новите политичари кои се таму ќе му прават пандан на него, но треба да поминува бајги време. Не случајно го спомнав Еди Рама, бидејќи самиот изјави дека сакам 4ти мандат. Да подсетам, Албин Курти и Вучич со ново избраниот американски претседател подпишаа договор за соработка меѓу две држави, меѓу Косово и Србија. 10 милиарди долари добиле. Вучич добил пенкало, да речем, со тој што го подпиша. Дали треба да речеме дека Ахмети треба да се помири со фактот дека и Еди Рама дефинитивно нема да му биде некоја поддршка голема, дали тој веќе дефинитивно оставен? Ахмети ќе се обиде до следните локални избори, бидејќи тој си дава на себе си и на своите приврзаници, да не кажам клиентелисти, пошто во ДУИ дефинитивно нема идеологија, политичка идеологија, таму само има интереси, и тие луѓе што се внатре во ДУИ не го гледат себе си, бидејќи имат конкуренција во влијан што ќе барат таму кога немат позиции. Така што ова неговата демагогија што он кажуваше до септември ќе почне со протестите, па до декември, па сега кажува до следните локални избори, па после ќе кажува до следните
парламентарни избори, така че колку може да краде на времето, но тој се надева само на едно, а тоа е дека може да пукне внатре во влен, да има некоја кавга помеѓу лидерите, за да пропадне влен како обединување на албанските политички партии моментално кои се во власт. Само тоа единствена надеж му е на него. Друг надеж тој нема. Очекува да пукне тиквата во влен. Во влен, за да може ВМРО да помогне да ги земат во власт. Таравара излезе со една изјава дека се крчка нешто. Обвинителството веќе работи многу жешко, да речам, на неговите, тоа читав некоја информација прострила на поменати социјалните мрежи, дека обвинителството веќе покани на информативни разговори голем број негови функционери. Ова влада интересно не прави пропаганда, а така изјави премиерот дека нема да прават многу галама во смисла екзибиции, да ги земат луѓе, да ги уапсат, па да ги снимат. Холивуд. Да. Односно холивудски филм да гледам, како бевме навикнати во минатото на еднаш на 4 години да фатат по еден крадец, низок крадец, да кажем мал крадец. Така што многу е интересно да се знае дека, односно да знаат граѓани дека стотици кривични пријави се поднесени и обвинителни акти. Затоа не случајно кажува Таравари дека многу луѓе често одат во просториите на обвинителството. Јас мислам дека после Нова година ќе почнат тие, знаете што, колку и да се политички заштитани, бидејќи ние знаеме како ги имат вработено во минатото дуи во сите судови и сите обвинителства имат инсталирани нивни клиентелисти. Така, но Јатаци. Да. Но суспендирањето на на висшето јавно обвинителство, шефот. Јас мислам дека беше добра поука за другите внатре кои работат, дека посериозно треба да работат и сватат работа, бидејќи може истото да го снајде како нивниот преходен шеф. Така што јас мислам дека тие постапки ќе почнат еден ден, после Нова година, јас мислам, и дека многу луѓе почесто ќе ги видиме во судските клупи и конечно една за секогаш да проработи правото во државата, односно луѓето да го земат тоа што го има заслужено, односно да платат за тоа што му направи на државата и на институцијата. Поранешниот министер за култура и актуелен професор на Тетовскиот универзитет Хусеин Исмаили е предмет на истрага од финансиската полиција, простори во медиите. Исмаили се сомничи за злоупотреба на буџетски средства при распределба на средствата за проекти од годишната програма за култура од 2020. Според извештајот станува зборот дека незаконски подпишани договори во вредност од околу половина милион евра. Зошто го спомнува? Да, го имаме. Мислам дека за гледачите да видиме кој беше министерот за култура во тоа време. Дали вакви начини на однесување, таква слобода на манипулација, на трошење на народни пари, треба да се толерира. Ова е една капка во морето на криминалот. Тоа не значи дека у СДСМ нема. Дали народот веќе треба да свати дека и политичарите дека нема повеќе да се случува тоа што било правило, не казненост. Па овој многу кратко беше министер, но во тој период што бил министер, очигледно многу добар бил школуван од страна на своите другарчиња, односно менторите во власта од страна на ДУИ. Знаете што е интересно? Овој, пошто се препознават помеѓу себе, криминалци со криминалци се го и честните со честни. Си ги знаат. И овој во 2024, ако се бидејќи беше кадрна алтернатива, која беше во власт во тој период, истиот сега на овие избори го одвои алтернатива на две дела,
а овој отиде со нормално со Европскиот фонд. со менторите, со Европскиот фронт. Не може тој криминалец да стане на другата страна, мора да биде во таа група на луѓе кои знаат точно што треба да прават со институциите и како да ги крадат истите. Интересно што јас го поздрави чинот на Мицковски која направи средба меѓувладина седница со Косово. И главниот топик беше во секој случај економската соработка, што е број 1 според за мене, и да се очекува голем број на финански фидбек кон Македонија обратно. Кој е твој коментар за тоа? Јас имав изјави и истиот ден или покасно кажува дека ова е историски чин помеѓу двете држави, а исто и нова ера во меѓуетничките односи кај нас во државата, бидејќи од страна на Косово беше перфектно организирана, од нашата страна, ако можда и граѓаните не го следат, беше многу интересно, бидејќи целата влада беше организирана со превоз да не прават трошоци додека одат во не тоа со коли, со полиција, како бевме ние сведоци во минатото, да се докажуваат пред граѓаните кој што е, но многу така едноставно отидоа сите со организиран превоз до Приштина и така се врате. Ова е добар чин дека владата работи домаќински кај нас. Можда тоа не кој знае колку трошок, но сепак тоа е една порака дека домаќински се работи во нашата држава. И тоа беше двете страни дадоа, односно и премиерот на Косово господинот Курти и нашиот премиер Христијан Мицко даде многу добри пораки, ако се сеќавате на изјавата на Христијан, кога му кажува другар мој Албин Курти, тоа покажува дека веќе двете наши држави се спојат, а многу е важно чекорот кој го имаат направено, 3 соработки кои го имаат направено. Првото беше за суровините, за јаглен, второто беше во делот на енергетиката и третото во делот на науката. Овие се 3 најклучни сложени работи. Моментално енергетиката е најголемиот проблем не само кај нас и во регионот, исто така јагленот и производство на тоа што е потребен за а Косово има големи резерви, а обратно па тие немаат струја, и во делот на науката која јас мислам дека ние сме многу понапред од Косово и овој дел може да влијаеме еден кон друг, а може и дополнителни и проектите кои се дали ваква начин соработка ќе се скршат стереотипите и предрасудите? Па тоа е многу важно, тоа што кажав пред дека е историски чин помеѓу државите, а нова ера е во меѓуетничките односи, бидејќи мислам дека кај делот на општеството кај да живеат претежно македонци имат некоја да не кажам скептицизам дека Албин Курти, да не кажам, е джелат од албанскиот джелат, но со тоа што го направија, што изјавите што ги има дадено, ова што го покопна Ахмети, тоа каже е спротивната политика на Ахмети што е распарчување, владење и крадење во државата со сема другото идеологија ја представува тоа. Дали диаспората е резервен фитил на Али Ахмети или како рековте еднашка петарда? Имајќи факт во семејството на Ахмети се познати по петарди, тоа внукот негов, нели, собственикот на Соравија. Па да не му пукне на урака на него, да не се тоа треба да не му пукне тоа петардата урака, бидејќи изборите кои ќе се слушат, особено локалните избори ќе се слушат во 11 месец, октомври-ноември следната година, така што нашите гастарбајтери, односно диаспора во тој период нема да дојде и тие ако идат ќе идат минимално, но тој мудро играше не во другите делови во државата, туку мудро играше во минатото во Кичево и Оструга. Овој знаеш каква политика, пошто такви политичари имавме кои беа реално, ако го гледаш денеска како е сочинат Европскиот фронт, дека сите биле продадени кај него, односно биле под негови клиентелисти, он сегаш кажуваше кај не може да победи албанец во тие општините, им кажуваше ајде заедно да се договориме поединечно по еден член
во општината по еден советник, ама мене да ме поддржувате за Кичево, за да можеме да ги победиме македонците и во Струга. Но јас мислам дека тој филм веќе завршил. Јас од тука ќе им посочувам на Блен да треба да бидат внимателни, не треба да гледат кој ќе победи во Кичево и кој ќе победи во Струга, но јас мислам дека сите заедно треба да се бориме една за секогаш да ги земеме и овие двете општини на Дуј една за секогаш да го носиме во историја. С оглед дека веќе влеговме во финале, наистина ми беше и представа задоволство што вечерва дојде во емисијата Гласот на народот, апропо овие сите случувања што се одржаваат во изминатите неколку дена. Со тебе секогаш имам можност да разговарам отворено и гледачите љубат да те слушат како лабински анализираш. Еве, која е твојата порака? Тоа е твоја камера. Обрати се на јавноста. Јас им порачувам на граѓаните да бидат стапеливи, бидејќи новата влада ќе има можности во 4 години да се докаже, односно да прави успешни проекти. Пред се на нив им посочувам да бидат добри, им посакувам да имат добар живот, пред се да бидат живи и здрави и да ве следат, да ја следат вашата емисија. Сегогаш ќе ми биде и мене чест да дојдам тука, но мислам дека Вистел, особено Гласот на народот, понудува сегогаш квалитетни луѓе, реални луѓе, кои помалце гледам дека има платеници во вашата емисија и сегогаш да ја следат емисијата Гласот на народот. Немам некоја друга порака. Ти благодарам многу. Мило ми. Јас само ќе завршам со една убава порака со оглед дека видов дека се случи промена во Социјалдемократскиот сојуз. Ништо повеќе, со оглед дека треба да се исчисти секоја забокречина. Простете новинарска забелешка, да се стават имиња кои ќе треба да бидат едно течение, но и покрај тоа се знае дека во Социјалдемократскиот сојуз Сорос е закон. Не можеме ние се да го смениме фактот. Фактот говори. Гледам и други Соросови стана во Мароци и тоа е еволуација, тоа е убаво. Само да ви кажам дека Сорос бил влюбен во античката Македонија, историјата, затоа син му се вика Александар. И мојот драг пријател Метјо Нимец, ќерка му се вика Александра. Тие ја знаат вистината за Македонија, ја знаат суштината на македонската приказна, знаат се што е Македонија. Затоа, македонци мои, бите ми живи и здрави, чувајте се. Тоа што сакам да ви порачам, за 2 дена од денеска не очекуваат божичните пости. Ова е попска телевизија, како сакате, меѓутоа телевизија која навистина е македонска и породи по државјанство. Божичните пости се најсладките пости, кои сите пости се, кои треба да си простиме, да си помагаме, да не мислиме лошо на еден на друг, да си подадеме рака. Со оглед дека, еве, јас ви се извинувам, ако случајно, ненамерно ви изгрешив, ве увредив, простете ми, од се срце. Дозволите ми што да посакам, јас, бидејќи емисијата е спроти празникот Свети Филип, тоа е утре, а и се совпаѓа со роденден од мојот син. Си земам за право. Имам еден син, тоа е Георги, Герка Кристина, еве, синот му го честитам роденденот и морам да ги поздрав моите прекрасни пријатели во Соединените Американски држави, тоа семејството Ристовски, кои исто така го прославуваат утрешниот ден Свети Филип, исто и на Климе Василевски Четкар, и тој исто така го прославува именденот на својот син Филип. Македонија, бите ми живе и здрава за многу години. Еве, прекрасна анализа. Рековме да ставиме крај на сите криминални дејанија, на сите криминалци да се повлечат и да заминат пред лицето на правдата и да дадат точет. А вам, кои честно прифативте, само би ве замолил, честно завршите работата за волјата на народот и доброто на сите кои сакат и ја чувствуваат Македонија како света татковина. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.